Благодарам. Генералниот секретаријат ќе се вклучи во механизмите како да дојдеме до решавање на проблемот. Тука мора да изразиме уште еднаш благодарноста која што УНОПС и Норвешката амбасада има во подготувањето на целокупниот настан, но и подготувањето на механизмите кои што понатаму ќе профункционираат за да се реши проблемот. И заедно со државните институции, Генералниот секретаријат и Министерството за животна средина активно, не само теоретски како до сега, меѓутоа активно ќе се вклучиме во решавање на овој проблем. Веќе идната недела е договорено операционо да се конституираат телата кои што ќе бидат стиринг комите или управувачкиот комитет на решавање на овој проблем. Се надеваме на силна поддршка од пријателите на Република Македонија, затоа ги поканивме амбасадорите кои што имаат представници во Република Македонија, како и институциите кои што активно до сега помагале на Република Македонија. Ве уверуваме дека во наредните години активно ќе работиме и ќе го сработиме тоа. Благодарам. Дали сега може да кажете кои се чекорите на кои што ќе се прочистува земјата во Охрид, дали ќе се чисти на лице место, ќе се собира во вагони, па ќе се Така, има три типа на решавање на проблемот. Едниот е биолошка ремедијација, термална ресорбција или чистење односно ескавација или ископување на материјалот и носење во странство. Имаме пресметки направено колку ќе коштаат секој од нив, зависно од тоа колку средства ќе се соберат преку овој фонд и таа метода ќе се одбере. Што значи дека она што беше кажано дека веќе 9 милиони се собрани за чистење на првата депонија не се доволни или не се собрани тие пари? Не знам од каде ви информацијата. За друг отпад се станува збор. За малата депонија на Охрид. Да, дека се собрани 9 милиони долари преку грант некако. Ние таква информација нема. Добра, чистењето прво ќе иде прво на првата, па потоа втората депонија? Заедно се третираат и двете депонии. Значи со денешнава конференција се опфатени проблематиките на двете депонии. Според пресметките колку треба да чини чистењето? Значи имаме пресметки од 40 на милиони до 260. Зависно тоа која метода ќе се употреби. Кој очекувате да се реши? Евра, да. За пресметките се дека од 3 до 5 години ќе трае процес. За двете депонии. Дали ќе се чисти и радиоактивниот отпад во Ѓорчешта, во складиште? Може да сметате дека веќе до нова година проблемот е решен, бидејќи последните активности се таму случуваат и до нова година тој проблем е веќе решен. Со отпадот кој што беше неопасен, веќе е дислоциран, отпадот кој што е опасен ќе го дадеме најверојатно на продажба, бидејќи имаме сознание дека компании кои што се бават со тој тип на активност, односно производство на противградни ракети, може да пројават некаков интерес да го купат. Од што зависи која од методите ќе ја користите за депонијата Од собраните средства. Дали потоа имате гаранција некаква дека таа земја ќе биде Апсолутно, тоа ќе биде офатено во студиите, во тендерските документации и тој процес ќе се следи континуирано. Може да не згодна сите Само амбасадори. уште техниката, дали од следната година, од пролет, од лето, кога очекувате? Се ќе зависи од тоа како ќе се одвива полнењето на фондот кој што амбасадорот го најави. Благодарам за разбирањето.